Добро вечер и добре дојдовте во За или против. Јас сум Љупчо Светановски. Имам чест вечерва мој гостин да биде универзитетскиот професор и поранешен амбасадор Јован Донев. Добре дојдовте. Добро ве најдов. Професоре, денеска Украина го објави ревидираниот мировен план на Соединетите Американски држави, план кој што беше 28 точки, сега го свеле на 20 точки, се чека одговор од Москва, Зеленски некој оптимизам пројави и слично. Ќе видиме ли конечно мир во Украина после толку години? Па, со овој план, ако е навистина тој план, секој што е скептичен, нели? Тешко е ќе видиме мир. Прво има два момента. Значи, Русија не разговара со Украина, не разговара со Соединетите Американски држави. И нивните представници и од кабинетот на председател на државата и Министерството на внатрешни работи јасно инсистираат дека она што е договорено на Аљаска помеѓу Путин и Трамп, тоа треба да се спроведе во договорот. Ова што денеска го објави председателот Зеленски не е тоа. Прашањето на Донбас не е решено, што е клучно прашање за Русија. Има попуштање на еден дел околу мировните сили, значи да нема мировни сили, колку што јас разбрав од планот, велам многу е тешко да се види што точно се зборува, меѓутоа и тоа е окей. Меѓутоа идејата дека ќе се разговара попреки огинот за отворените прашања е нешто што за Русија не е прифатливо. А ако се сеќавате, тој и председателот Трамп го рече во завршувањето на разговорите ова дека нема да одиме на прекин огин, ќе одиме на мировен договор. И сигурно има уште доста отворени прашања, бројот на силите на војните сили на Украина. Така 800. Меѓутоа не верувам дека тоа се многу сериозни прашања. Околу бројот на силите, дали се 600.000 или 800.000, не е нешто што мислам дека многу би одземало време, може да се најдат такви решенија, меѓутоа клучните прашања околу гаранциите, кој вид на гаранции ќе се дадат на Украина, она што го бара Украина е доста ризично. Може би, макар што не сум сигурен дека ќе прифати Кремљ, а Донбас, тоа е јасно и тука нема што да разговараме. Или ќе го остапи цел Донбас, или нема да има мир. Па и Путин тоа сега го кажа, пред некој ден го рече. Не знам која конференција беше, каде што јасно кажа, ако не сака доброволно, тогаш ние со сила ќе го земеме Донбас. Да го имаше и на картата зад него, Донбас и беше дел. Да, нема тука нема да попушта тони. Голема е недовербата меѓу двете раководства, и меѓу Путин и Зеленски, меѓутоа и генерално врвоите на Украина и на Русија. Голема е недовербата, не веруваат едни на други. И многу е тешко да се воспостави прво доверба за да седне да се разговара, дека навистина искрено сакаат едните и другите мир. И тоа е причина зашто и не може да се постигне договор, затоа што вие не можете на хартија све да предвидите и да ставите све на хартија, ако двете страни не веруваат на ништо. И тоа е доста сериозно прашање. Меѓутоа, од друга страна, и овој ваков као што е и овој план што Украина линија може да значи само губење на време за Украина, е во корист повторно на трупи, на Путин, затоа што едноставно добива време да ја заврши својата задача што има зацртано во Донбас. И се ми се чини дека и америчката страна игра на таа карта. Сваќа дека не може да ги убедат украинците околу тоа прашање и дека купуваат време за русите. Отприлика така ми стојат работи. Дај Боже да грешам, зашто тоа значи уште многу жртви, многу штета на државата и сето што следува со тоа, меѓутоа мене ми се чини дека таа битка за Украина, мислам дека секој ден станува се потешка и потешка. Велите им оставаат време да го доосвојат тоа што треба да го освојат, кога ќе дојде времето за договор, конечно тогаш полесно ќе се договорат. Да, тогаш полесно ќе се договорат. Да нема отстапки како што е сега. Русите се влезени во други региони што не ги сакаат, како што е во Сумската област, во Кархевската област, Днепетровската област, се влезени, не се многу влезени, меѓутоа има штрбнато од тие територии. И тие територии они ќе ги ослободат, они ќе ги вратат назад на Украина. И сега прашање дали ќе се изедначат. На кој начин ќе се изедначат тие 20% што остануваат од Донбас, и на кој начин ќе ги добијат. Меѓутоа, во секој случај, оној момент кога русите ќе го заземат, ако го заземат или ако доброволно се повеќат украинците,
Во тој случај веќе ќе бидат отворени сите прашања. Ќе има пак натегање околу преговорите, пак околу гаранциите и така натака, меѓутоа ќе биде многу полесно. Се сведува на Русија и Америка, како што кажавте тука, Украина не преговара, најмалку пак другите страни кои што ги нема еден биполарен свет повторно, но еве вие пишувавте за заблудата токму во последната колумна, заблудата наречена студена војна. Зошто заблуда? Па добро, за таа колумна некои мои драги пријатели ме обвинија дека сум станал русофил, сум ги бранил русите во таа колумна, што не е точно, не ми беше идејата, може така дело, меѓутоа не знам, не беше така идејата. Идејата е дека тоа се случуваше 90-тите години, тоа не е нешто ново. Имам среќа у тоа време да следам америчката политика за некои прашања и голем дел од специјалистите на Стейт департментот во тоа време, кога се отвори светот, кога се срушија бариерите, одлучија дека е поисплатливо за нив лично да се занимаваат со приватни бизниси, да идат во големите корпорации. И Стейт департментот се изгуби доста своји специјалисти. Исто се случуваше и во Европа. Не е дека и сега е нешто подобра состојбата во Соединетите Американски држави, меѓутоа сепак имаат, ако ништо више имаат надвор од Стейт департментот, имаат многу подобри познавачи на руската политика, отколку што го има Европа. За жал Европа нема. И тоа е тоа дека заблудата. Најлесно е, знаете, кога вие немате јасна представа што се случува, најдобро е да барате примери во историјата. И тие одлучија, не знам зашто, стварно мислам дека нема доволно. Едни до други се и сепак не и се вратија назад на историјата дека ова е нова студена војна меѓу Западот и Европа, што не е точно, прво затоа што едноставно Америка не веќе посебно со Трамп не е во некакво судир со Русија, напротив. Меѓутоа од друга страна нема друг избор. И не го сваќа сериозно господинот Путин. Ја затоа верам, го 18 години ги изгубија. Значи беше говорот, неговиот познат говор на Минхенската безбедносна конференција 2007 година. Так. Требаше да се замислат. Требаше да направат сериозни анализи и сериозно да ја следат што се промените што се случуваат внатре во руското општество и какви консеквенции може да има врз надворешната политика на Русија. Меѓутоа, за жал, беа сконцентрирани нормално повеќе на Авганистан, тоа беше проблемите со Авганистан, нели во тоа време, проблемите нели на Блискиот исток. Еден дел од кадрите нормално се отидоа во корпорациите, па вие имате случаи дека и министри за надворешни работи отидоа да работат за русите, знаете, сепак животот си е живот, луѓето трбухом за крухом си. Не може да ги држите ако платите не им се доволни. И тоа се случи. И они погрешно ја перцепираа, комплетно погрешно ја перцепираа руската надворешна политика и затоа се доведоа во оваа ситуација. Тие не сватија во првиот момент, значи уште 2014 година и така, се уште до крај не беше доволно јасно што навистина сака Путин да посегне, меѓутоа мислам дека и тука му беа негде апетитите во тоа време, да не беа провокациите врз руското население во Украина, немаше најверојатно да преземе или ќе преземеше некаква друга операција. Меѓутоа 22 година беше јасно дека идејата на Путин не е само да се заземе Донбас, нели Запорожје, импулс Запорожје, делот од Запорожје, посебно оваа нуклеарната централа, меѓутоа дека беше да се разбие единството на Европа и колку што е можно да се клекне Европа, што значи, ако гледате од денешна перспектива, тоа значи дека неговите анализи, односно анализите на руските специјалисти за Европа биле многу поточни. Так. Ги знаеле границите на Европа, до кај Европската унија може доди, колку е капацитетот за доди, за разлика од европејаните кои што тоа не го проценија. Го подценија и со Да. Многу утки кои што удрија на нивни грб, реално. Пазете, гледате Европа сега. Тајната на Европската унија беше во тоа што Русија беше бензинска пумпа, кога сакаше зимаше газ и течни горива по многу ниски цени. Чадорот беше амерички, војната одбрана беше на Соединетите Американски држави, нема потреба да троша за тоа. Од сите по нешто. И го има кинескиот пазар, каде што може да пласираат своји производи. Меѓутоа, они заспаа на тоа. Не сватија дека светот се менува брзо. Так. Имате ситуација жална е која каже човек вака, знаете, понекогаш може да звучи и многу како да кажам, проруски, меѓутоа вие имате за 4-5 дена кои следите руската надворешна политика, кои следите руските активности, вие се шокирате колку меѓународни надворешни средби имат. Сега беше средбата во Петербург на Комонвелтот на независни држави,
шефовите на држави влади беа присутни на средба со Путин. Лавров беше во Кајро на средба на афричкиот континент, лидерите од афричкиот континент и Русија, го подготвуваат следниот самит што ќе се држи следната година во Русија. Денеска се министрите за надворешни работи на Сирија и за одбрана и надворешни работи на Сирија имаа лично средба, имаа со Путин. Постојано нешто се случува, знаете. Но има предупредување, професор, еве, Марио Драги не е проруски, ама ги ишлака пред 2 години, 3 им кажа дека тотално е утна работата и со економијата, дека треба да се опрат. Ништо не се случи во Европската унија на тој план. Не ни може, и они се во право во тоа. Пазите, они се 27 држави членки. Да. Не сака да се откажат од голем дел од своите суверени права, посебно во овие области, надворешната и безбедносна политика, даночниот систем, пазарот на капитал, централизација и така натака. И е многу тешко. Многу е тешко да постигнете консензуси. И тоа се види и сега, од кога дојде Трамп на овакот. Ви се случува дека они прво збореа за големата четворка европска, нели, Франција, Велика Британија, Германија и Италија. Кога почна идеите за формирање на коалицијата на волјата, Италија снема. Имавте вие паралелни телефонски разговори, Мелони, премиерката на Италија, разговара со претседател Трамп, овие тројца разговараат со претседател Трамп. Тоа ви јасно е знак дека меѓу себе не контактираат. И дека имаат недоразбирање, посебно меѓу Франција и Италија. Знаете, сега нешто повторно се обидуваат нешто да направат, меѓутоа многу е тешко да се направи сериозна заеднички настап да се направи тоа прашање. Втора работа, буџетите им се многу оптеретени. Германија е во многу покомодна ситуација сега, меѓутоа Франција имате задолжување од 100% на бруто домашниот производ, а не, они не донесоа буџет за следната година. Так. Сега во јануари ќе носат некои привремени решенија. Значи, Франција више објективно се е тежок збор да се рече исфрлена од игра, меѓутоа више не смее да се задолжува и да иде понатаму во долгови. Италија го има истиот проблем. Те колку и да звучи наивно, они донесоа една нели бомбастичка, таму се сепак националисти на власт, крајна десница е, ги земаа златните резерви од Народната банка на Италија и ги прогласија за собственост на граѓаните на Италија. Ако е така, тие тогаш може да манипулираат, владата може да манипулира со тие златни резерви. Прават опити, се мачат, не име розова ситуацијата, далеко од тоа дека е многу црна, тоа не е Западен Балкан или па овако, тоа се сепак моќни држави, има доволно и човечки ресурси, и финансиски ресурси да може да многу полесно се справат со предизвиците, меѓутоа за жал на надворешна политика потврлија многу. Сепак, она што е највидливо од Европската унија, особено од евробирократите, но и од неколку челници на европските држави, тоа се токму оние што ги споменавте минус Џорџа Мелони, она буквално кажано провоена хистерија што ја шират, вклучена е машинеријата, евробирократите, нивните подизведувачи и овие челниците неколкумина кои што според рейтинзите се на дното, односно следните избори тие ќе ги нема дефинитивно, дали било тоа Лепен, дали било АФД, дали, значи која и да е земја губат, но хистеријата воена ја шират, буквално во Европа некое мнение создава дека готово, пропадна работата, ќе има војна, вадат како што кажуваат историски некои сеќавања на што како било, меѓу другото тука е Германија, ако веќе зборуваме за историја, работата не е баш така едноставно. Добро, драги, поранешниот директор на Централната Европска банка, Марио Драги, во неговиот план што го достави до Европската комисија и што беше разгледуван, он предлагаше 800 милиарди евра инвестиции да се вложат во европската економија, за да може европската економија да се развива побрзо и да стане поконкурентна на светскиот пазар. Тој план остана, барем сега за сега, мртво слово на хартија и европските политичари, не знам зашто, меѓутоа тоа е тоа, они проценија дека преку милитаризација, дека многу побрзо ќе се развива Европската унија, односно големите европски држави ќе ги повлечат и помалите, нормално штом се развиваат големите европски држави. И за да го оправдаат тоа, го почнаа да го потребуваат јазикот на војната. Да се закануваат со Русија, да кажат дека Русија или ќе ги нападне и така натака. Меѓутоа, од друга страна, истите нивни економисти кажуваат дека милитаризацијата може да помогне во развојот, во растот на бруто домашниот производ на државата, меѓутоа на кратки стази. На долги стази тоа нема ништо да допринесе. Меѓутоа, и тоа би завршило работа, да не беше повторно Трамп. Министерот за одбрана на САД
се извинувам, заменикот државен секретар за надворешни работи на Стейт департментот, на состанокот на НАТО, јасно ги осуди дека не можете вие да си купувате само ваше оружје, што беше главната идеја на Европската унија, него ќе мора да купувате наше оружје. Тоа беше многу безобразен во таа негова изјава, не беше дипломатска изјава воопшто, што е јасен знак, тоа што им беше планот на европејаните да развијат својата војна индустрија и да ги купуваат тие производи, Соединетите американски држави се спротивставуваат, не им дозволуваат и меѓутоа тоа е дел од една поголема пак приказна на плановите на САД за Европската унија. Така да не верувам дека тука нешто многу драматично ќе се случи. Мора да го решат прашањето со управувањето со унијата, мора да одлучат каква унија сакаат. Ваква, знаете како Келимава не унисона. Америка е нели исто федерација, но таму знаете федералната влада кога ќе реши тоа сите мора да проблемот е што Европската унија не е ни федерација. Кипар може да ве блокира. Да, не е ни федерација, не е ни конфедерација. Она е унија некаква на држави, ама на суверени држави. Так. И е многу тешко да се спроведе. Второ, пазете, вие имате една голема бюрократија во Брисел која не одговара пред никого. Вие не можете да владеете со Европската унија и да зборите во името на граѓаните на Европската унија, ако граѓаните на Европската унија не ви избрале. Так. Ниту председателот на Европската унија, кој што не е николку значен во крајна линија, и ниту пак шефицата на комисијата фон дер Лајен, тие не се избрани. Так. Исто кој што не се избрани никога се. Се виде со руските пари најдобро. Да, па најдобро се види. Мислам, не чувствува таква одговорност. Знаете, они би сакале, барем ја така е проценувам однесувањето на шефицата на комисијата фон дер Лајен, сака слабостите што постојат внатре во унијата да ги потисне со нејзиниот цврст став, со нејзиното лидерско настапување, зазимање на цврсти позиции и така натака, меѓутоа тоа не проаѓа секош. За жал не може да и проаѓа така лесно. Зошто Европската унија, вие токму тоа и го анализиравте, не ги слуша овие добронамерни совети? Дали биле тоа од Драги, ке се јави од време на време некој што не им се допаѓа како Джефри Сакс или кој да е, но сепак ги насочуваат на вистинскиот пат, им помагаат, им даваат идеи како да се справат со ситуацијата, дали на економски, на каков и да е план. Европјаните не слушаат ништо од тоа, толку се само бендисани. Па не се толку бендисани, тие се осамени гласови. Да. Погледнете го Орбан. Орбан е европеец. Да. Он е за Европска унија. И тоа се ги штити интересите на Унгарија исто. Пазете тука да бидеме потполно јасни. Едно е да сте вие, да речем Унгарија или Романија или Бугарија, членка на Европската унија, а друго е да сте Германија, Франција или Италија. Бирократите во Брисел, позадината во Брисел е пополнета со тие позиции. Так. Тие се многу моќно лоби за државите. Фон дер Лајен е, да, председател на Европската унија, шеф на комисијата на Европската унија, меѓутоа она е германка. Так. Така да, помалите држави ги нема тие капацитети за да може толку да они. Пак има некој клуча таму, има да ги распределува местата, меѓутоа многу полесно име на тие дипломати да лобираат отколку што име на овие помали држави. И нормално е дека тие ги бранат своите интереси. Затоа велам, Орбан ништо лошо во крајна линија не кажа. Да, има ексцесии, он има истапување, има драматизира, намерно провоцира, ги нервира во Брисел намерно, дури мисля дека обожава, да, ама тоа му е поише за домашна употреба отколку што му е важно. Меѓутоа тие се малце гласови во однос на меинстримот кој што ја гледа верува во приказната на Европската унија како богом дадена. И дека она што тие ќе го одлучат како европјани, односно главните моќните играчи, што ќе го одлучат дека тоа е тоа. И тука настануваат грешките. Вие никош нема да ја прашат, но ќе ги прашаат формално што треба да се направи. И тоа е проблемот што нивната дипломатија и тоа е едната работа, и втора работа да не забораваме. Тоа го правеше и Обединетото кралство, Велика Британија кога беше во Европската унија. Ја користат големите сили. Ја користат Европската унија за спроведување на своите политики многу често. И ние сме во заблуда, знаете, ние седиме овдека во Скопје, па и во членки на Европската унија многу луѓе посебно помалите држави се во заблуда, знаете кога гледате Европската унија. Они не приметуваат дека не знам дали е Франција или Германија сега во овој момент или некоја друга поголема, Холандија на пример, е многу моќна преку Европската унија. Она не делува дека е моќна, Холандија викате сите, нели? И она е многу моќна, има многу моќно лоби внатре во Брисел. И Европската унија ги прифаќа тие сугестии на нивните дипломати и ја спроведе таа нивна политика. И тука генерира повторно внатрешни судири меѓу членките на унијата,
А за целиот свет тоа делува како да Европската унија ја спроведе таа политика. Што е точно, она ја спроведе, ама тоа не е во интерес на сите. Ама не е во интерес на сите членки на Европската унија. Велам, има многу такви пречки и заради тоа многу тешко се пробиваат тие гласови до лидерите на државите. Во многу лошо време за Европската унија, каква што е сега и за бирократите од Брисел, дојде една национална стратегија за безбедност на САД. Не верувам дека беше случајна, можеби една од пократките досега стокмени на само 30 на страници, порано беа пообемни, но многу конкретна, концизна и остра, особено за Европската унија. Што таа, професоре, освен распад на Европската унија за 20 години, предвиде таа американска национална стратегија? Па не е тоа толку. Прво тоа беше јасно уште при изборот на председателот Трамп. Мислам беше јасно и претходно. Само што администрацијата на Бајден тоа го прикриваше колку што можеше да го прикрива. Системот кој што постоеше, тој униполарен свет кој што го велиме ние, каде што доминираше САД, а преку паралелно со САД доминира НАТО и Европската унија, тој систем почна да се распаѓа многу брзо. И проблемот е сега што ние више живееме во рушевините на тој систем. Нов систем не е изграден. И нема шанси да се повтори тој систем, посебно нема шанси со ваков напредок на БРИКС и на Кина. Тоа е многу тешко, доскоро незамисливо дека може тој систем да се врати назад. Ова и не е само тука е Индија, која исто така многу брзо растечка економија. Он има 7-8% годишен раст на бруто домашниот производ. Уште е рано за Индија да зборуваме како развиена, високо развиена држава, меѓутоа она иде многу брзо. Афричкиот континент буквално не ги прифаќа више така едноставно ставовите на Западот. И Трамп го процени правилно, неговиот тим, он ја негираше таа негова програма што беше изготвена од еден од тие Heritage, мислам дека беше институтот, тој крајно конзервативниот институт. Агенда 2025, што он негираше пред изборите дека он не е запознаен со таа агенда и така натака. Меѓутоа, ако ги гледате потезите веднаш после неговиот избор, јасно беше дека он работи by the book. Него не му е важна Европа. И он тоа и го напиша во неговата стратегија. Тоа е јасно таму дека они нема да прифатат да бидат лидер во светот, меѓутоа нема да дозволат ни една друга држава да биде лидер во светот. И нема да дозволат во одредени региони да се појават лидери. И тоа го прават. Така да гледано од овој аспект, Европската унија ваква каква што е сега, ако дополнително се централизира, е закана за САД. Сепак, Европската унија не е неразвиена економија. Второ, они беше сега го одложија на последниот самит договор што го подпишаа со 6 држави од Латинска Америка за слободна трговија. Тоа беше најголем пазар во светот за слободна трговија. И фактички му влегува во стомакот на Соединените држави. Значи, ај што е Кина присутна во Латинска Америка, ај што е малце нешто Русија, не е ни важна Русија тука, него и Европска унија влага во Латинска Америка. Тоа Трамп нема да го дозволи. И неговата идеја е многу јасна, дека Европска унија ваква каква што е, не треба да постои, дека треба да постои некаква заедница на независни држави кои ќе соработуваат економски, тоа нема да му пречи на него. Меѓутоа, што време нема да дозволи лидер да има во Европа, кој ќе доминира во Европа, што значи дека ја исклучува и од можноста и Русија да евентуално, не дај Боже, да се случи такво нешто, да стане лидер на европскиот континент или на евроазијскиот континент. Тоа не го дозволува и нема да го дозволат Соединетите американски држави, ако треба ќе влеземе во војна, ама тоа нема никош да го дозволат. И затоа ова аргументите за промена на демографската структура на населението, што ги вади дека не се знае за 20 години дали тие држави ќе владаат и така натака, мислам дека му се прејаки. Меѓутоа тоа му е добро оправдување за тоа што тој сака да го направи, а тоа е токму тоа што тој сака да го направи. Он сака евентуално Европската унија да не успее, и затоа ги поддржува крајно десните партии тие се сите против федерална Европска унија, против намалување на суверенитетот на националните држави и затоа сака да победи Германија, главно му е Германија да победи, зашто ако победат крајните десница во Германија, во тој случај тоа више нема која друга држава да се протистави. Шансите да победи крајната десница на следните претседателски избори во Франција се многу големи сега кој што стојат работите. Италија веќе крајната десница има, Шпанија последните избори
Минатата недела беа во северните региони на Шпанија, победи таму крајната десница. За Шведска да не зборам, за Холандија да не зборам, таму се веќе многу јаки. И тука Трамп ја завршија својата работа. Него му е важно само што Германија доколку може да обезбеди победа на крајната десница, тој ќе ја заврши целата своја идеја со Европската унија, а во крајна линија и резервна варијанта тој има затоа што и да не победи крајната десница. Ко сега во моментот, вие гледате десницата, политичката десница, центарот и политичката десница се приближуваат кон ставовите на крајната десница по многу прашања. И вие не може да очекувате дека ќе си дозволи некој, ако да речеме мнозинство во парламентот има крајната десница, дека така лесно ќе ги игнорираат тие гласови. Ќе мора да се прилагодат на некој начин, па дури го прекршија коридорот, санитарниот коридор што го градат, нели политичките партии околу десницата во Франција падна. Последниот привремен буџет, не беше привремен, социјалниот буџет и законот за укинување на претходниот закон за пензии, заеднички го изгласа крајната десница и центарот. Така да велам, вака како што стојат работите, ако доколку Европската унија не преземе некакви посериозни внатрешни реформи, играта на плановите на Трамп ќе блиску ќе биде да се реализираат. Но реално гледано, погрешно е мислењето дека ова нешто Трамп ја мрази старата дама и не знам. Ова се интереси, тие се чисто американскиот прагматизам и стратешки нели размисли и цели си остваруваат. Никој никого ништо не мрази тука, работата е да си го остварат тоа што го сакаат, за себе да си направат. Не, прво една работа, да. Помислам дека велики ќе ни стане и на нас јасно во Македонија, поише ми него што ми е за тие таму. Никој никого во меѓународните односи не мрази и не сака. Так. Значи тоа е најголемата заблуда. Овој ми е пријател, овој ме сака, ваму таму. Кога разговарате со когој да разговарате, вие разговарате со државата, со институцијата што не представува. Он може лично да сте му симпатичен или лично да не ве сака. И тоа нема да го покаже. И да не е ни важно. Важно е што тој ќе го каже. Он мора да каже оно што му е напишано во книгата. Што му е ставено на хартија и тоа мора да го каже. Трамп е амерички националист. Него му е важна Америка да биде прва во светот. И него ништо друго не го интересира. Тоа е суштината на секој она што цело време и го зборуваме и овде. Националните интереси се приоритет на секоја една држава. Мене не ме интересира дали ние имаме не знам што има нешто се случи во Србија или во Албанија имамо таму. Ако е тоа во наш национален интерес, ќе го поддржиме или ќе се буниме, ќе галамиме, ќе правиме проблеми и така натака. И тука го мериме. Ние немаме ништо против лично. Ете она што таму бил не знам Вучич, ваму бил Рама, ниту против Вучич, ниту против Рама. Мене ми е важно дали нашите национални интереси се остваруваат како што е предвидено. Ако се остваруваат, добро. Ако не се остваруваат, ќе мора да менјаме тактика. Ама од нив не треба да се откажеме. Па тоа е приказната и со Европската унија. Мислам дека го имам тоа кажано неколку пати. Македонски национален интерес не е членството во Европска унија. Наш национален интерес е да станеме членка, за да ги оствариме нашите национални интереси. Так. Членството во Европска унија не е наш национален интерес. Ако некој понуди подобро и што ќе имаме поголем бенефит за нашите национални интереси, ќе се свртиме натаму. Исто членството со НАТО. НАТО е средство за остварување на нашите национални интереси. Ако тоа не ни одговара, пријатно. Имаме друго чаре. Значи, тоа го прави и Трамп, тоа го прави секоја една држава во светот го прави. Никој не влага во сојузи затоа што нели сака нешто овако многу да се дружи, за да се дружи со луѓе. Влага затоа што гину како беше. Нема идеали. Немате во навршна политика ниту имате константни пријатели, ниту константни непријатели. Так. И тоа е суштината и така треба и ние да се однесуваме во нашите потези кон странство. Така. Еве Америка прави стратегии, сите прават стратегии. Зошто Европската унија не излезе со некаква си стратегија, ќе направиме тоа на подолгорочно ниво, некако се стихино од една во друга приказка влегуваат, слично како наша опозиција, ама ништо. Па не можат. Да. Ви кажувам, проблемот е кај во Европската унија, знаете, државите можат да лесно прават национални стратегии затоа што се централизирани. Така. И националните интереси на Македонија или на САД или на Бугарија или Романија и така натака се тие. Европската унија тоа не може да направи. Нема она Шпанија и на крајот интересите Бугарија да. Пазете, која е само далечината. Да.
Интересот на Кипар е да сочува безбедноста од Турција. Така, тука има земјоделие, таму има туризам, онаму има минерали. Многу е тешко. Па ево овој последниот договор го блокира, Франција и Италија го блокира затоа што фармерите нивни ќе настрадат од овој договор. Е многу тешко да направи заедничка стратегија. Велам, Европската унија ако навистина сака да продолжи на овој начин, да продолжи да се развива целата заедно зборам тие 27 држави, она мора да се реформира. Секое прикрпување ништо не значи тоа и тоа. Зашто во еден момент внатре самата ќе почне да еродира затоа што едноставно голем број на држави членки ќе станат незадоволни. Ете, доека можете се уште да ги покривате потребите на сите држави, вие сте се уште добриот. Меѓутоа ќе дое момент кога нема да може тоа така едноставно да се еве ги. Они му ветија на Трамп 600 милиарди долари дека ќе потрошат за купување на амерички енергенси. Не исполнува таа. За НАТО исто. За НАТО исто, немаш појна Шпанија вика мене ме гајле, Русија далеко од нас. Ние што имаме со Русија? А како да се постигне таа реформа, професор? Еве, од една страна тие се во една пат позиција, сакаат сите да си го задржат суверенитетот, од друга страна ЕУ не може да функционира така. Кој би бил компромисот меѓу овие две? Они го имаат, они работат веќе 2 години работи. Европската комисија има задолжение од Европскиот совет има задолжение 2023 година почна да работат на реформите, ги нотираа кои прашања треба да се решат. Меѓутоа е многу тешко. Од една страна прво, пазете, начинот на одлучување. Они имаат можности. Да го прескокнат. Да го прескокнат со мнозинство да видовме со Украина, она што не го прават со Македонија. Да, ама тоа е, пазете, тоа е повторно се бара согласноста на сите држави за да се примени тој принцип. Сите држави треба да се согласат. И се они тоа не може да го исклучат. Можеби Франција, Италија, Германија, можеби ќе прифатат тоа. Проблемот е што малите држави во Европска унија се чувствуваат несигурни. Дека ако се откажат од правото на вето, дека ќе бидат доминирани од големите држави. И тоа е голем проблем. И тој проблем многу тешко ќе може да се реши. Второ ви кажав, да, даноците меѓу даноците не се сегде исти. Не им се унифицирани ни даноците. И сега тука за тоа даночната политика е суштината на секоја една политика. И какви политики воспроведувате во државата, зависи од даночниот систем како вие. Стандардот на граѓаните се зависи од тоа. И тоа е многу тешко прашање. Они немаат сега решение. Они велат дека ќе разговараме сега на последниот самит што беше нели сега во крајот на декември. Повторно кај што повторно зборува за проширувањето, издадува еден член 22 кој беше од соопштението дека се залагаат и така натаму. Меѓутоа последната реченица од тој член исто тоа беше: ја повикуваме комисијата да продолжи да работи и да не информира за реформите внатре во унијата, зашто сега проширувањето више е врзано со ова. Така. Има разни варијанти, меѓутоа суштината е дека многу тешко биде суверена држава да се откаже. Не верувам дека така лесно ќе успеат. Дури не знам ни како би се случило тоа. Вие гледате, ги имате Чешка, имате Унгарија, имате Полска, не се откажуваат од националните валути. Така. Зашто националните валути се символ на државата. Да. Во Бугарија што се случува сега? Постојано имате демонстрации заради тоа. Не се некои големи, не се некои загрижувачки, меѓутоа имате протести. Така да многу тешко ќе одат реформите. Многу тешко. Така, од една страна имаме и Македонија во целата приказка, но со неа и за неа ќе зборуваме веднаш по рекламите. Мора да одиме со кусиот блок реклами, со нас е професорот Јован Донев. Се враќаме веднаш по нив. Останете со нас. Се враќаме во За или против. Мој гостин е професорот Јован Донев. Професоре, дали она што го зборувавме во претходниот дел, особено оној антагонизам каков и да е и од какви да е причини меѓу Европа и Америка, е знак дека се распаѓа трансатлантскиот сојуз или сепак не е баш така? Ќе се распадне. Тенденциите идат во тој правец. Интересите на Америка се одвојуваат од интересите на Европа. По крајна линија многу брзо ќе го видиме тоа, нели брзо сега, тоа е релативна работа, многу брзо. Оној момент кој ќе потпише договор Америка и Русија. Ќе видиме за колку пари се работи, за какви вложувања се работи таму, која е таа игранка што ја водат двајцата председатели. Меѓутоа, она што сега го гледаме тоа дека Америка више нема интерес за некој голем интерес за европскиот континент, освен да не доминира сила и да не им се конкуренција на нив. Друг интерес нема. Трансатлантскиот сојуз и сега не постои. Гледате денеска збесна Европската унија, визи им ставија
не им дозволија влез во сад на 5 мина представници на Европската комисија. Така, бивши Европски бивши поранешен да. Цензори биле, им ставија виза. Го гледате дека не попушта со Гренланд. Именуваше специјален представник за Гренланд, значи он сака по секоја цена и најмалата шанса што постои дека Гренланд можеби евентуално на референдум ќе одлучи да се одвои од Данска, да ја искористи за да го приближи кон Соединетите американски држави. Америчките националисти, зборам генерално, собрани околу председателот Трамп и неговата идеологија, и ова едноставно се доведени во ситуација да мораат на еден или друг начин да одговорат на кинескиот развој и кинеското брзо зголемување. И тука и затоа се они така и безмилосни. Не затоа што велам повторно не се хумани или некој мразат и така натаму, едноставно Кина не запира. Значи кога се најтешките прогнози кога зборуваат нели кинеската економија е во криза, Кина има внатрешни структурни проблеми и така натаму, незиниот раст е 4 до 5% годишно. Они само до новембар месец они имаа суфицит во извозот од 1000 милијарди. Замислете за која фабрика за пари се работи. И не може да, ако сте вие председател на САД, не можете тоа да го игнорирате. Едноставно ќе морате безмилосно да се борите за да вратите позицијата на САД како доминантна економија. Тоа е тоа. И тука не гледам идина за трансатлантските односи. Каде е во целата приказка тука Македонија? Еве, можеби го фативме возот на време за промена со она што беше околу односот и со Америка и сено. Каде сме? Од една страна сакаме да влеземе во Европската унија, да, како што велите вие, тоа е наш интерес за да ги оствариме интересите од таа позиција. Од друга страна сме членка на НАТО, од трета страна сме премногу блиски со Соединетите американски држави, што досега се покажа како одлично, имајќи предвид дека токму она што го зборувавме во првиот дел, професоре, дека тие ако се сеќавате, пред 5-6 години Франција го услови проширувањето и продолжувањето со завршувањето на реформите во Европската унија. Па тие има да се реформираат уште не знам колку години, што истото го бара сега Германија. Владата на Мерц тоа го побара и она рече дека паралелно мора да идат двата процеса, иначе нема дозвола проширување на Европската унија. Пазите, прво треба да знаеме една работа, Македонија е многу мала. Значи, кој ќе да влезете во да влезете Министерство за надворешни работи на големите држави, кој ќе гледате картата на светот, вас ви треба лупат за да видите каде е Македонија. Нивните, да речем на тие големи министерства, нивните условно речено деск офицери за Македонија се многу малци или се привремено тука. И нас не гледаат многу повеќе не гледаат во рамките на Западен Балкан, иако и тоа е малце, не е тоа нешто многу важно прашање, меѓутоа Европска унија да, европски држави мора да не гледаат зашто имаат политички интерес заради тоа. САД не гледа Јужна Европа или Јужен Балкан. Нас не гледаат во регионот на источниот Медитеран, не ставаат. Тоа се нивните игри, тоа се големи држави играат на големи игри. Ние не сме на тоа ниво, за да нас посебно не перцепираат. Евентуално некој, ако почне да лобира, кој што беше за прашањето за името, меѓутоа и тоа не можеше да се одигра да не направивме ние, или сите тие глупости што ги направивме, како што ги направивме, иначе не можеше ни тоа да се одигра. Така да тука не гледам нешто позначено, а што мене ме загрижува во овој момент, нели, бадај министрот Николовски јасно ставува да знаење да не заобиколат. Значи, ја не се оптеретувам многу со прашањето за интегрирањето на Македонија во Европската унија, затоа што па мислам дека и тоа е и правилен пристап, многу е важно Европа да ја донесеме тука. Која ќе станеме членка и дали ќе станеме членка ако постои Европска унија, тоа е веќе друго прашање. И тоа што не е за нас важно ни овде да имаме систем, изграден европски систем, вклучувајќи владење на правото, нели, на борба против корупцијата, општествена благосостојба. Тоа е она што треба да биде важно за нас и да се сконцентрираме на тоа прашање. Ова што го почнавме со коридорите е важно, дај Боже го завршиме брзо, затоа што на секоја наша иницијатива за каков и да коридор низ Македонија веднаш реагираат. Или не блокираат, или одовлекуваат, а работат за паралелни коридори. Ние сега го градиме коридорот, нели, Гевгелија, односно Солун, брзата пруга Гевгелија-Табановце. Грција и Бугарија потпишаа договор за изграда на паралелна инфраструктурен проект со Романија заедно. И тоа е многу лошо.
Многу лошо затоа што сега веќе главно е ако не проаѓа до некој значаен коридор и вашето геополитичко значење се намалува драстично. А штом немате геополитичко значење, никој буквално не ви не се повише. Ова посебно сега во услови, не знам, на вештачка интелигенција и така натака, више никој нема да сериозно да разговара со вас. И така натака, така да мислам дека тоа е добро да се одигра и брзо. Да не заглавиме по наш обичај во, не знам, тендери, ѓаволи, врагови и така натака. И тоа ни е многу важно. И второ, оно што е многу важно, што е едно од клучните принципи на надворешната политика, е никош да не газиме на една даска. Да, Европска унија е даската, нели газиме на неа, НАТО е во пакет со Европска унија, не може да ги раздвоиме, зашто таму се тие играчи, истите играчи се. И така да контакти со други држави, од други региони, контакти со други меѓународни организации, дали се тоа се, не знам, зелените, дали се тоа економски, дали се некои други, многу ни е важно. Че она што треба да ни биде наш приоритет е да се вмрежуваме во што е поголем број на регионални и меѓународни организации. Да бидеме присутни да слушаме, затоа што пазете ние имаме нашето министерство и Македонија генерално нема капацитет да може да се занимава со многу сериозни прашања. Ама друго е кога сте често присутни на различни форуми, кај што се разговара за различни приказни, ги собирате информациите и колку што е можно ќе направите некако подобра анализа, проценка, ќе повлечете друг потек. Немаме друг начин на кој да работи, посебно не сега во вакви услови. Велам, ние немаме сега во овој момент, не верувам дека може и некој да предвиди каков ќе биде новиот светски поредок. А тоа е многу важно за нас. Ние не смееме да дозволиме некоја да ни се појави регионална сила на Балканот. Ние ги имаме тука, Србија е тука, Турција е тука. Па дури една Романија, ако тешко да се зборува за Романија за некаква регионална сила, меѓутоа тука се. Ама тоа може да генерира закани по нашата национална безбедност. И затоа велам дека нас е многу важно да имаме многу проактивна дипломатија, да бидеме присутни на сегде кај што е можно да бидеме присутни, кај што не, па дури да побараме онаму кај што не припаѓаме, да побараме и својство на наблюдувач, да бидеме присутни. Тоа не е ништо страшно, напротив, тоа го прават многу држави. Јас се изненадив дека Унгарија е наблюдувач на турските држави. Минатата година и самите организирале таму, во Будимпешта. Си побарала ова. Ама тоа се тие, тоа не се трикови, тоа се тие методи на работа, да ги придобиеш информации, да видиш како се однесува, што има. Јагнето што цицат повеќе мајки, така вели народот. Значи, и мислам дека тука треба да играме. Не треба да се подпираме на тоа, имаме ние договор за стратешко партнерство со САД, имаме договор за стратешко партнерство на Британија. Во меѓународните односи секогаш интересите се важни. Другото не знаете до кога и што може да ни се случи. И затоа е многу важно цело време да бидеме и проактивни, да ги негуваме овие партнерства што ги имаме. Нели министрот сега рече дека работат со Обединетите арапски емирати. Тоа е одлична вест на договор за стратешко партнерство со нив. И затоа велам, сегде кај што можеме да бидеме присутни, во кој да било облак, не мора да сме полноправно членство, наблюдувач дали ќе бидеме надвор. Бугарија е на Арктичкото, на заедница на Арктикото. Зашто ние да не побараме? Таму ќе биде следниот судир, ќе биде таму на Арктикот ако биде судир. Ние можеме побараме статус таму, може да дајме членство, не знам, 500, 1000 евра, 10.000 евра, не се важни парите воопшто. Да бидеме присутни и на таа маса, значи, сегде кај што ќе се носат клучни одлуки или споредни одлуки, меѓутоа кои што може да имаат ефект врз нашата надворешна политика или нашата безбедност, сеедно, да бидеме присутни на тие маси. Што очекувате за крај во 2026-та, 25-та заминува за Македонија со некои имагинарни мигранти, со некои измислени удари по слободата на говорот, други ке марширале по улица, па ако излегле немало да се вратат дома, некој нашега тоа го протолкува како недостиг вош GPS или пак не дај Боже деменција ако излезеш на улица и не се вратиш, но еве што очекувате за Македонија во 26-та и за светот? Па добро, за Македонија немам што да очекувам, мислам, не можеме ние да очекуваме изненадување. Она што ми е важно ми е да видиме како ќе се развива, нели, растот на економијата во Македонија, дали ќе имаме доволно странски инвестиции. Ова нормално би сакал да имаме посериозни зафати во здравството, она што се вика општествена благосостојба, образованието ни е многу важно и жал ми е што се уште сите зборуваме, меѓутоа нема радикални реформи. Се уште се мачиме дека без образование ние немаме иднина. Тоа треба да биде јасно на сите, меѓутоа што го имаме за образование, не верувам дека може да го наречеме образование.
И мислам дека тука би бил, да речеме, навистина задоволен ако видам дека ќе влеземе сериозни и темелни реформи во образованието. Друго немаме што да очекуваме и нормално дека треба гардот да не биде дигнат цело време. Не очекуваат многу предизвици следната година. Имаме, ние внимаваме се, јас се надам, барем дека ние внимаваме на што се случува во Источниот Медитеран, таму работите не се одвиваат како што треба, нема знаци на олабување на ситуацијата, а многу ние сме врзани со тоа, тука нема спор во тоа прашање дека може да има ефект и гардот да не биде цело време да не подигнат. Не смееме во вакви времиња да имаме спуштен гард. Гардот мора да не биде постојано да биде постојано поставени во одбрана, затоа што не можеме да знаеме што навистина ќе се случи во нашето окружување, поблиску или подалеку. Меѓутоа сето тоа може да има ефекти, негативни ефекти врз она што ние сакаме да го постигнеме следната година. Доволно еден нафтен шок или енергетски шок, сите планови ви паѓаат во вода. И така натака. Светот не очекувам нешто сериозно, освен можеби завршување на војната во Украина и сериозни разговори евентуално за реформите во Обединетите нации, барем да видиме да почнат да гледаме контури на новиот светски поредок. Знаете, кога ги имате утврдени главните играчи, правилата на игра е многу полесно се анализира. Сега не можете, вие не знаете од каде ви излетува некој страничен играч и може да направи хаос, кој што и се случува постојано. И тоа би било добро, тоа би било посебно за малите држави. Големите немаат проблеми да играат и на нерегулиран терен, меѓутоа за малите држави е многу тешко да ги следат и да се борат за опстанок. Така да би сакал тоа да го видам, меѓутоа здравје Боже, ќе видиме. Ви благодарам што Благодарам што ме поканите. Ми беше чест. Ви благодарам и вам што сте со нас, да сте не живи и здрави и секако чувајте се многу.